повод ден на градот, 11 ноември, ден на ослободување, традиционално училиштен спорт Куманово организира улична трка по повод 11 ноември, што се организира во среда. Ukupno prijavljeno ima околу 600 надпреварувачи од најмала возраст, да кажеме, дечиња од втора деленија до средно училиште. Значи се поделени по категории, значи втора деленија машки девојчиња, трето машки девојчиња и средна школа прво до четврто поделение. Учениците трчаат зависност од својата возраст и одредена низината должина. Го организирате со подршка веројатно на Сојузот на спортови? Да, организираме со Сојузот на спортови, во соработка со Совет на општина Куманово, градоначалник, управител и други представници од општината. Имаше ли интерес кај дечињата да се пријават и колку се физички спремни, подготвени? Да. Па ние како професори по физичко од секој училиште направивме селекција на сите ученици од тие училишта и изберени се најдобрите ученици од сите училишта, и во машка и во женска конкуренција, зависно со своите можности. Така да интересот е голев, негде околу 580 до 620 ученика негде има пријавено на оваа улична трка, што мислам дека за разлика од лани сме проектот е малку покачен. Оваа година имаме преку 600 ученици кои зема учество преку 20, не преку, него точно 21 училишта, каде што ќе имаме 12 категории. Секоја година се повеќе и повеќе се омасовува овој настан и оваа трка и се надеваме дека следната година би можеле да направиме и од меѓународен карактер. Ми од средни школе, прво, второ, трети, четврто заедно трчасме од Рим Париз и како и увек земав прво место и по такој последни 4 години. Мило ми е што учествував на овој ден убав и тоа е. Се трчеше за градот, тешко ли беше? Па напорно на прв раскрсницу тоа е потешко и навамо ноги како те носив такој. Така, кажавте дека имате освоено повеќе медали. Да. Дали знаете? Ја знаете ли бројката колку медали досега? Па од ова општински надпревари 11 октомври, ова ми е пета медала поред, а од вкупно сите медали 42. Ова ми е трет пат како учествувам на оваа тркова за 11 ноември и по трет пат добив прво место. Тешко ли беше? Задоволна. Па бидејќи ми е трет пат и сум поискусна од првите пати, ми беше полесно и немав толку трема како прв пат. Така, што ќе им порачате еве на вашите другарчиња, на вашите соученици? Да се надпреваруваат во секоја прилика која ќе имаат, да не се плашат и вознемируваат и баш е интересно така.